на Андре му пред колку Христика. Мислам дека ќе бидат доволни. Иако сум, мора да ви признавам, расеан со куп обврски наваму натаму. Најповеќе човек се расејува во умот. Господ некако и ние го штитиме, ама и Господ ни го штити срцето, но умот е секогаш тој првиот што е најнападнат и затоа и него треба да го штитиме. А штитејќи си го срцето, ќе го заштитиме и умот дефинитивно и обратно. И не знам на кај ќе не води, но верувам дека ќе допреме нешто. Ако не друго, ќе допреме една точка или димензија на самосвесност за тоа кој е Бог во нашите животи, кој е Исус во нашите животи. Колки го неколку пати го спомна и така пеја дека неговото име е свето и мислам дека во Марко 1 глава 22 стих вика: овој човек поучуваше поинаку. Не поучуваше како претходниве, што исто беа добри, исто знаеа многу, исто имаа добра теологија, исправна теологија, но овој човек поучуваше поинаку. Како поучуваше Исус? Пишува, поучуваше со сила. Што значи сум пишувал поучување со сила или со власт? Многу пати знаеме да кажеме дека Бог го создаде светот со збор, така? На заповед. Нека биде светлина. На заповед. Зашто има власт во зборот на Христос. Има власт во зборот на Господ, на Светиот Дух. Има власт во твојот збор. Власта е, вика, лежи во јазикот. И за живот и за смрт. Лежи во јазикот. И сега ние што вкусуваме со јазикот, тоа зборуваме. Така? Ако вкусиш луто, па ти си крив што ми ја даде лутото, ти не ми кажеш дека луто, ќе се налути човек. И ако вкусиме добра шампита, ние сме на небо. Тоа јас со шампитите, може нека не ја сака. Али секој нека си ја замисли омилената сладка неоштуми. Али така да, ако вкусуваме повеќе од Бог, ние ќе зборуваме повеќе од Него. Ако вкусуваме повеќе од Бог, како што кажува Давид, ние ќе зборуваме повеќе живот. Зашто Бог е живот. Ако вкусуваме некои други работи, ќе зборуваме друго нешто. И тоа нема да биде живот. Нашата е одговорност што ќе вкусуваме, луѓе. Ние понекогаш сакаме да викаме дека некој ни наметна нешто. За да се оправдаме. Али наша одговорност е што ќе вкусуваме. Ајде да вкусуваме од Бог повеќе и повеќе. Како што ни кажува Давид во Псалмот, да вкусуваме живот. Давид можеше да вкусува толку многу горчина во неговиот живот према Саул, да се што зборува биде огорченост. Се што зборува да биде проклетство за Саул и за Израел. Он одлучи дека никако лош збор нема да кажам за овој човек, помазаник. А тој со стрелина кај него. Еден проповедник каже дека секој има некој Шаул до него. Некој Саул до него. Зошто? За да го извади Давид од него. Амен. И ја мислам дека тоа е толку нормално и реално. Ние само кажуваме благословен е тој, благословена била Марија, баш не знам со кого зборува, благословен бил, не знам, Јосиф. При патот на Јосиф ич не беше благословен. А стварно гледаме дека е благословен. Преку Марија Христос дојде. Благословена меѓу жените. Сите ја покажувале со прст. Зашто во културолошки поглед било толку срамно тоа што случило со Марија, што морале да бегаат од град во град и никако да не кажуваат до последно за тоа што е случило. А она благословена меѓу жените. Амен. Давид по Божјото срце, благословен меѓу луѓето. Уште го спомнуваме. Како да Господ, посебно за Давид, за Соломон, науката кажува дека најмалку докази има за нив дека имале големо царство, како што ние знаеме од Библијата.
И како да свесно Господ го крие тоа од историјата за да ни го долови истинскиот нивни момент. А тоа е Божјото срце и мудроста Соломонова. Иако излегуваат секогаш нови има, некој ми кажуваше дека американски вестник секогаш излегува со нови истражувања од археологија, каде што библиски докази има се повеќе и повеќе за постоењето нели на првиот и на вториот храм и за сите тие нешта. Не навлегуваме во историја толку, но поентата е што Господ сака да ни каже денес во моето срце, во нашиот живот. Исус тука сум пишал дека почува со власт што менува светоглед, зашто наеднаш сите ученици имаат позадина од која дојдоа. Сите. Јован дојде од позадина на аскетизам, зашто бил ученик на Јован Крстителот. Имало една одредена група што живееле во пустината и они единствено што чекале апокалипса. Затоа Јаков и Јован многу лесно му рекле на Исус оган да дојде од небото. Што постојано го очекувале огнот од небото. Исус им го смени начинот на гледање на апокалипсата. Исус им го смени начинот на гледање на еврејската култура, на еврејското уверување и убедување. Тоа што им покажа дека он е татко. И затоа Јован има толкова откровение дека он е татко. Видете каков пресврт. Тоа случува и со Павле. Така да Христовото учење во власт го менува светогледот. Ја мислам дека многу едноставно да видиме што се случува во светот. Војни. Врти сучи, војни. Врти сучи, војни. И да немаќе да ги представа дека ги има. Повеќе како што треба. Али историјата покажува до податок дека последниве 2 века има умрено многу повеќе, дупло повеќе во војни него претходните 19. Ете толку понекогаш напредува човештвото во нивната глупост. Разбираме ли? Ете толку. И најнаш ќе видиме дека тоа што напредува е само технологијата. Само технологијата. Последниве 100 години. И затоа Павле кажува нека меѓу нас напредува Божјото Слово. Амин. Божјото Слово. Не менува теологија или наука за Бог. Христос го смени тоа. Но тоа го прави до ден денес уште. Он не остави таму 10 или 15 или колку сакате заповеди како ќе биде до денес, повикајте се на нив и готово. До ден денес допира срца закоравени. До ден денес допира души изгубени. До ден денес допира луѓе што еднаш доживеале и негде го тргнале на страна. И он ти вика, нема ке мене втора шанса. Ке мене има живот. И тоа во изобилие. Дојди и продолжи си до каде што се застанат. Амин. Дојди, продолжи, не те осудувам. Ти менува делување. Дали можеме да кажеме дека Христос го смени нашето делување во животот? Да. Вау. Значи Христовата љубов прави трансформација во нашиот живот. Зашто скоро сите рековме дека ни смени делување. Се надевам на подобро. Убеден сум дека е на подобро. Амин. Зашто не може човек да се повика на Божјото име. Слушнете го овој пример. Колки кажа многу убав пример со што кажуваше со фризерот. И тоа навидум стварно е мала работа. Фризер се јави. Излегло место ќе се јави, тоа е нормално, но има сила
има нешто, а тоа нешто е вера, сила, кога ќе застанеш цврсто, непоколебливо, како што кажува Јаков, без сомнеш во името на Исус и да го чекаш тоа. Па сега, за некој е мала работа, за некој е многу поголема работа, тоа што може треба да одиш негде на прослава, а ти фризер немаш. Голема работа, но има сила. Еднаш ме прозва, како се вика, прозва на српски да не. Ме повика. Колки да кажам нешто за новчаникот. Не знам дали сум го кажал примерот за новчаникот, но го изгубив новчаникот. Ја ретко губам работа, ја му се слушува на секого, па и мене. И го изгубив новчаникот, не знам со пари колко беше, може ќе си изгледа на картичка, може би имаше. Ама го изгубив новчаникот со документи, со чуда, со се, а ми беше од Америка донесен и толку го сакав ми беше убаво. Со татко ми. Бевме во кола, отидовме од дома, го нема, тато бе каде, што, како, се враќам назад, го нема. Не јанза. Не сакам така досега. Се да изгубам натред новчаникот, сакам да го имам. Се враќам, го оставам татко ми, се враќам дома и понекогаш јас сум, кога ти е тешко, кога си може би избунет се, сакам само да легнам. И вака му рекол на Господ: Господе, јас ќе легнам. Кога ќе станам? Или некога ќе станам, значи ја не наредувам на Господ, него ја имаме комуникацијата со таткото. Тоа е многу битно. Како што му реков на истот на татко ми: тато, одиме со колата. Ќе те вратам после дома, одиме, мора да се вратиме по новчаникот. И викам: јас ќе легнам, Господе. Сакам некој да ме разбуди, дека ќе станам да ми се јави, дека ми го нашол новчаникот. Тушна те е приказната. Се будам или ме буди телефонски повик, кумот мој. Ало, шо прешо се, како си врска? Кумот мој живее во Драчево. Појма нема за изгубен новчаник, појма нема за ништо. А ден пред тоа, ајде, усвари тоа ќе ви кажам отпусна. И викам: што бе, куме, што бараш, ја очекувам друг повик, ти ми се јаваш, нема за да. Шо бе, ја ти се јавам, кај ти е новчаникот, ми вика? Викам: кој кажа сега дека ја изгубив новчаникот? Абе, вика: кажи ми кај ти е новчаникот? Викам: го изгубив во Ѓорче, кај амбулантата, нели, бе по пошта плаќав нешто, и ми е толку многу криво. Абе, море, ми вика, добро е што ти го дадат визит картата. Пред тој ден, ја му викам: Јосе, што ти ми на тебе визит карта? Он работи со водовод, викам: имам бројчето твое. Абе, стави таму неколку ќе даеш на некој по новчаникот. По новчаникот, жената што го нашла е видела визит картата, се јавила на Јосе. Се јавила на Јосе, Јосе ми се од нигде, никаде. Ама има не нешто, има многу кога ќе застанеме во името на Исус. Амин. И така да, цврсто, како што кажува Павле, непоколебливо да застанеме за многу работи во животот. Да не ги предаваме на неверието. Пред некој ден со еден човек збореви, каква реченица убава ми кажа, ми вика: да не дозволиме нашето неверие да одредува нашата вера. Нашето неверие да одредува нашето верување. Тоа е погубно за нас. Део да застанеме цврсто, кога стоиш цврсто, ти знаеш што сакаш. Нонстоп го спомнува Мартин Лутер, кога застанал пред папата и рекол: јас стојам вака и поинаку не можам. Зошто? Што знам што сакам. Јас не нагаѓам. Затоа има сила. Затоа евреите видоа и рекоа: овој човек со власт поучува. Овој не е како претходните. Излезе дека и нема друг веќе после него како него. Амин. Јован кажува дека он е логосот, кој еден век Аристотел го развил во Грција, дека мора да дојде. Зборот што ќе стане тело. Јован не го измисли, не измисли теоријата за логос. Грците ја начна дека ќе дојде, дека треба да дојде зборот што ќе менува. И Јован им собраќа и вика: Исус е логосот. Исус е тој што
вие очекувате. Тие не очекувале, тие филозофирале. А евреите треба да очекуваат, па не очекуваат. И на крај сум пишал, ти менува живот. Исусовото поучување, Исусовото поучување со власт, ти менува живот. Амин. Кога ќе сакаме да нешто Господ смени во нашиот живот, дел од нешто, убаво е да се повикаме на тоа што сменил пред тоа. За да ни биде охрабрување и да видиме дека стварно Господ делува во нашиот живот. Зашто Бог е верен да го заврши она што го започнал во нас. Амин. И тука сум пишал, неговата наука е жива и делотворна. Тоа значи дека не те исполнува само со знаење, и ова го пеја нашиот тим, туку ти дава мир, слобода, радост. Произлегуваат дела на исцеление, чуда, знаци, пророштва и се друго. Значи не ти го полни само разумот, не те прави здраворазумна личност, каде што ти сега расудуваш преку разумот правилно. Него целиот овој спектар на работи што најверојатно разумот не може да ги донесе, што одат го заобиколуваат и одат директно во срцето, а тоа е мир, праведност, дела на исцеление, знаци, пророштва и се друго. Имавме Сандер што кажа многу убави работи за наши луѓе тука, во вид на пророштво, во вид на како се вика тоа, збор на знаење. И околу пророштвата многу ги сакам и си разговарам со Бог, викам, Господе, ја би бил тажна, најверојатно и ти, кога човек ќе добие пророштво, а при тоа за тој човек ќе биде гром од ведро небо. Ќе нема ни мал увид од тоа. Зашто јас сум убеден дека Бог сака тебе да ти каже, а и прв. Тоа не значи дека ние пророците ги тргаме на страна, напротив, уште повеќе треба да бијат. Зошто? За да носат потврди за работите, да носат, ако сме заборавиле, да не подсетат. Но Бог сака да ни кажува нас лично. И затоа верувам дека кога ние примаме пророштво, дека не ги примаме како гром од ведро небо. Работите не паѓаат од небо. Тие доаѓаат од небо. Паѓањето е опасно, да ќе падне нешто, ти да пакува, ништо нема да разбереш. Ти одиш со чалма неколку дена и ништо нема да разбереш. Него тие доаѓаат, вика, од таткото на светлините. И така да јас сум убеден, или сакам ја да се убедувам, не знам, некој може ќе ме разубеди, но сакам кога мене ќе ми каже човек пророштво, да имам и ја увид во истото. Тоа не значи дека ќе биде за одма, за сега, тоа не значи дека треба да форсираш нешто што во моментот не му е дојдено време, тоа не значи дека си спремен за истото, но тоа значи дека Бог те цени тебе како личност и сака ти да имаш исто увид. Ќе прочитаме ли некој стих? Да, тој го прочитаме, така. Кој ти ги дадов, Андрече? Римени кој 9:6? Не, 12. Заради. Браќа ве молам заради. Интересно. Да, знам. Заради Божите милости да ги принесете вашите тела како жива и света богоугодна жртва. Тоа нека биде вашата разумна служба.
Разумна служба или на грчки логикен латерин. Така е. Значи има нешто во духовното со логиката. Само што не е логиката што ние тука ја разбираме и ја спроведуваме. И овдека зборот за... Чекай само да го најдам, малце сум измешан. Грчкиот збор објаснува е буквална смисла логично обожавање, што ми нема логика. Логично обожавање. Значи, истиот збор доаѓа од логос, таа е природата на зборот логикен латрин, што во буквална смисла значи логично обожавање. И затоа јас верувам дека постои духовна логика. И сакам да прочитам неколку работи. Например, светот ти вика, тоест логиката Божја ти вика духовна, биди понизен. Светот ти вика како не сигурно. Кој пред така пеја да прави? Значи, и ова другова е логика, така? Само кој ќе видиш како понизен, сега ќе да шутнат. Сега ќе да фрлат. Биди понизен и ако сакаш да настапиш. А духовната логика ти вика биди понизен. И се коси со нашава логика тука. После, биди послушен, нема шанси. Види во светот како успеваат. Послушните не успеваат. Не знам за кого зборев, во војска си послушен, а ти отиде грбот. Само ти ќе работиш. Само ти. Логиката Божја вика биди послушен. Биди дарежлив. Да бе, мене ми дал некој нешто. Сварно логиката ни кажува како да дадам ти изгуба. Божјата логика е биди дарежлив. Логика што не води во обожавање. Значи, овие работи не сме повикани да ги правиме, него ги обожаваме. Што значи да обожаваме да бидеме дарежливи? Амин. Радувај се. Ти не гледаш што ми се случува? Како да се радувам? Не можам да гукнам да се радувам. А ти ми кажуваш радувај се. Не ти кажувам да бидиш добар ако не си. Јас ти кажувам да го најдеш мирот кај Бог, за да бидеш добар. Лага е кога повторуваме, кога сме лоша, а навикнати од некои мотивациони учења да кажуваме добро сум. Имаш еден филм со Джим Кери, yes, само да кажуваш yes. До кога yes? Дорека не сумаш. Така да, ако си не ти е добро, нека не ти е добро. Само барај Господ да ти цели. Не заглавувај во таа состојба. Моли се, немам време. Јас радо би сакал, али немам време. Немаш време, немаш, викаше Миле Паника. Охрабрувај. Абе, убаво, ама повеќе ми оди со критиката. Знаеш, да го држам некако на штрек, да не се возгорде? Некако типично, балкански? Не, ќе го држиме на штрек. Како ви кажа порано? Да ти удриш шамара, да не ти даде да плачеш. Така некако ми делува ова што му запишам. И не знам дали Анте ќе го најде, дали ти го пратив тој Лука 9 глава 24-25 стих. За мене овој стих го гледам како разумна служба, како логична служба на обожавање. Ќе го најдем ли сега? Ја да го најдем. Ајде се. Лука бил македонец, знае? Антички македонец.
Да. Такви историски факти има. И ми много мило ми стана. Начинот на кој се изразувал јазикот и го пишувал, го двои од античките грци, го поставя во редот на антички македонци. Да. Да се знае. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. Логиката тука ни кажува: спаси се, човече. Спаси ја твојата душа. То што? Со куп работи што ти ги натовариш, со куп луѓе што ти ги повредиш, со куп, не знам, што друго ми текнува. Работи што ти ги зграбиш се повеќе и повеќе, да ја спасиш некако својата душа. Ако можеш во Монте Карло да пребегаш, супер би било. Или во Луксембург, таму највеќе успеваат филмите. Ама некако човеку спаси се од Македонија. Исус вика: така губиш. И најверојатно така губиш се. Али давај како да се спаси. А ако ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. Амин. Ако се изгубиме за момент во Христос, ние сме се спасиле еднаш за секогаш. Ако повлечеме паралела, значи е убаво да човек изгубен. Изгубен во Христос. Амин. Хајде уште не го прочитаме. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби. А кој ја изгуби својата душа заради Исус, не мене, тој ќе ја спаси. Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Вау. Никаква. Каква полза има? Никаква. Нула. Ништо. Каква има полза човекот без Христос со еден збор? Нема полза. Затоа е толку убаво и важно луѓето од светот да го дознаат ова. Луѓето до кои Бог е близко луѓе. Бог не е далеко од луѓето. Но што? Им треба откровение. Им треба откровение дека тој е близко. Дека можат да го вкусат, да го мириснат. Можат да комуницираат, да зборуваат, можат да делуваат. И можат да бидат спасени, а не изгубени. Ова за мене е логична служба. Ова за мене е нешто од кое не треба да се тргаме, кога се работи за духовна логика, што нема никаква логика со нашава логика тука. Исто тука пишат дека духовна логика и логика на обожавање е надежда што имаме во Господ. Зашто надежда секогаш се правила силна кога има безнадежност. Секогаш. За Аврам пишува: иако немаше надеж во ништо, ни во сарајната утроба, ни во неговите години, иако немаше надеж, не знам, во околината, во ништо немаше надеж. Дури во неговите мисли, иако се борел, некогаш бил верувал, некогаш се сомневал, иако немаше надеж, он се понадева на Бог и Бог го оствари ветуваното за него. Нема поголема логика духовна од надежта. Кога нема надеж, ти да се надеваш. Кога се кажува спротивно од тоа што ти се надеваш, ти да веруваш. Надежта со верата, зборевме и на конференцијата Маришка, се тесно поврзани. Тесно поврзани или можам да кажам, не можат да се, како петок сабота, така викаме?
Не може да одат еден без друг. И сум пишал дека надежта е акција на реципроцитет. Што значи тоа? Ние бевме надежта за Исус, за да му го претрпе крстот, и сега Исус е нашата надеж на која ние се надеваме. Но првиот чекор секогаш е Божиот чекор. Амин. И сме споредили, ова го зборував и на латинската. Така ствари Петар го кажува, дека ние сме укотвени во таа логика, што нема логика, а таа е надежда. Укотвени, вика 1 Петрова 1.13, укотвени во надежда. Брод се укотвува, така? И не знам дали сте приметили, кога ќе укотвите бродот, тој пак ходи малце лево-десно. Водата бранува и он бранува, но не може да избега. Така да кога ти се надеваш на Господ, не значи дека ќе има лево-десно. Мишење. А тоа значи дека Бог не се откажува од тебе и дека со тебе. И дека ништо не може да одвои од него. Тоа значи да сме укотвени во надежта која е во Бог. Тоа значи дека Бог ги познава мишањата во твојот живот, но не отстапува од тебе. Немој да отстапуваш ни ти од Него. Дека Бог, дека ништо не може да одвои од Божјата љубов, е Божја перцепција, луѓе. Ништо значи ништо, но таму не пишува дека ти не можеш да се одвоиш. Сте прочитале? Ти можеш. Ти нема да бидеш одвоен целосно од Бог, но ти нема да имаш увид или нема да имаш корист од Бог. Зашто ти се одвојуваш од Него. Надежта е како брод кој е секогаш спремен да собере многу луѓе и да ги поведе во авантура. Надежта не е само за нас, надежта собира. Знаеш, тргнал некој на патување и попат, ајде ти. Јас знам дека ние кои ќе се говориме со некого додиме негде, секојаш се договараме четворица, зашто нели брачни парови пред се, а завршуваме 8, 12, не знам, завршуваме многу повеќе. Таква е надежда. Почнува со тебе, ама завршува таму накрцан цел брод. Зошто? Зашто не си бил себичен и не си дозволил надежда да биде само за тебе. Како што Исак не беше само за Аврам. Дори кога Аврам помисли дека е само за него, го размрда со тоа што му рече, дај го на Господа за кратко. За малку таа нишка, таа врска неразделива треба да биде, но не болна меѓу родители и дете. Да не биде различана, да дојде вистинската врска. Каде што нема да им сметаме, ни на други да сметаме, него напротив ќе биде на благост. Тогаш кога ќе треба да ги пуштиме, тогаш кога ќе треба да ги штитиме. А не постојано да ги штитиме без да знаеме што во нивниот живот се случува. И ајде за крај ово сум го пишал. Нашата надеж ќе биде многу пати различена се додека, многу пати ќе биде различена. Се додека не дојде вистинското откровение за Христос. Се додека не дојде вистинското откровение за кој е Христос во мојот живот. Се додека не дојде вистинското откровение за кој е Христос во твојот живот. Надежта ќе биде во нешто друго. Надежта ќе биде, размислував, кога Христос кажува, тоест не Павле кажува, проклет да е човек кој се надева на човек. Колку тежок и вистинит збор.
Затоа надежта наша не треба да биде Христос. Ајде да видиме поисправно. Е Христос. Амин. Може да се молиме на крај. Да овие работи што слушнавме најдат место во нашите срца и ако имаме потреба да го обновуваме односот со Бог, што ќе ни ги обнови и односите со луѓето. Несомнено. Неизбежно. Нема поинаква траекторија на движење. Обнови го односот со Бог. Јако би повикал и напред, ако сака некој да се молиме, да се молам да ако стварно во неговиот живот гледа безнадежност, да повикаме на таа надеж која е Христос, за да може да оди исправно по таа патека во која Бог му е намерил.